Значи целосно сум против она што кажа колегата Ибраими и во правец на тоа што кажа тој дека тоа не е така, како што го презентира уважениот колега. Треба да се прочита и вториот став од наредбата на истражниот судија, во која што се бара претресот да биде извршен од страна на овластени службени лица при СВР Куманово, во присуство на Општинската изборна комисија од Куманово, во полн состав, а по претходна согласност од страна на Државната изборна комисија. Од ова, значи, јасно и недвосмислено се гледа дека избирачките списоци ќе останат во Општинската изборна комисија и во ниту еден случај нема да бидат превземени од страна на Министерството за внатрешни работи или истражниот суд. Од тие причини сметам дека ова барање, односно наредбата, треба во целост да биде испочитувана и ние соодветно на ова да продолжиме со нашата работа без да имаме голема исцрпна расправа по однос на нешто што е јасно и е утврдено во Закон за кривична постапка. Благодарам. Морам да реплицирам. Не мора секој да се согласи со тоа. Ја мојот став го кажав. Имаме директен упад во изборниот процес. Неовластено, противзаконито од истражен судија во Куманово. Ја не велам дали се вистините наводите во тоа, но ние сме тие кои треба да одлучиме дали се наводите точни или не. Така да во постапката при разведување на приговори ќе се установи точната фактичка состојба. И не бегам од предлогот Државна изборна комисија да го извести Државниот судски совет за упадот на истражен судија во изборниот процес во општина Куманово. Повелете, господја Стефановска, баравте збор. Благодарам, председателе. Јас вашето изјаснување најпрво да кажам дека го почитувам, го ценам и се сложувам, бидејќи тука не е еден истражен судија, туку во едната наредба е истражен судија Весна Јовановска, во другата наредба за избирачко место 1065. Во другото избирачко место е друг истражен судија Десанка Ѓаковска за избирачко место кој избирачко место беше 1036. Се работи за повеќе истражни судии за посебни избирачки места за кои што постои основано сомневање дека е извршено некакво кривично дело за определени лица кои што се тука наведени, согласно член 161 став 1 од Кривичниот законник и согласно член 219 став 1 и член 223 став 1 од Законот за кривична постапка, а додека во другата наредба има за другото избирачко место член 144 став 1 и став 2 од Законот за кривична постапка, односно 161 став 1 од Кривичниот законник. Се работи за посебни основи врз основа на кои е издадена наредбата од овие истражни суди, значи не е еден истражен судија, се повеќе. Во врска со материјалот, дека материјалот е неприкосновен, не се сложувам исто, и доверлив е да, но дека не е допирлив не е точно, така да основани се сомненијата и се сложувам комплетно со констатацијата на председателот на Државната изборна комисија дека ние веднаш и итно треба да се сложиме, да дадеме согласност и да завршиме оваа работа и понатаму да не се мешаме во другите органи, во работата. Ова е една работа која што си ја презела значи Министерството за внатрешни работи, односно
истражните судии, а она што ние треба да одлучуваме денеска по приговорите е точно и тоа е наша надлежност, но и ова е наредба и ние нема што да дискутираме по наредби на истражен судија и тој ќе се преземи комплетно понатаму работата. Мислам не само еден, туку повеќе се истражни судии, значи не е тој истражен судија оној, туку се повеќе. И по инакви основи. Значи едното е по еден член, другите се по други членови и така натаму. Ние тука не треба да откриваме бидејќи истражна постапка и да образлагаме понатаму, туку треба веднаш и идно да постапиме по наредбата. А она што ќе одлучуваме по приговорите, за кои што ево гледам дека има приговори за Куманово од повеќе политички партии, тоа е наш изглед нова друга надлежност по која што ние се разбира ќе си постапуваме. Благодарам. Повелете господја Дума, имате збор. Благодарам, председателя. Јас се вака првен ќе зборувам околу тоа, затоа што околу расчистување на некои работи од предходната дискутантка, мојата колешка, заради јавноста да не се дојди во впечаток дека ги мешаме законите, а не во ред тоа да го пропуштам со оглед на неможноста на мојот карактер и моето знаење. Значи, во конкретниот случај пред нас имаме наредби од 4 суди. Првите наредби, кои што се издадени на 9.4.2013 година под кри број 463 од 2013 е од судијата Весна Јовановска и подпишана долу и е за кривично дело злоупотреба на избирачко право од 161 став 1, ама од кривичниот законник. А во образложението што го кажавте дека е со различен основ, па се повикува на 144 став 1 и став 2, тоа е од кривичната постапка, од ЗКП. Значи, да не ги мешаме заради јавноста. Овие три наредби, 463, 464 и 462, не се лутите, стварно се различни закони. Значи, зборуваме за закони. Додека зборувам, ве молам да не ме прекинувате, заради тоа што рековте се различни основи. Не се основи различни, се различни закони. Едниот судија се повикал на закон од ЗКП врз основа на кој ја донесува наредбата, а другиот судија не ја напишал членот 144 и заради тоа го нема, а не дека е по различен основ. Сега повторно морам да се вратам назад, бидејќи овие три што вчера ги добивме носат различни броеви. 463 да повторам, 464 и 462 се од тројца различни истражни судии. Тоа е вчера. Денес имаме нови три наредби кои што носат број 466, 467, 465 и носат повторно датум 9.4.2013. Сите тие три по кои што денес расправаме се од еден судија. Прочитайте во уводот, се работи за еден судија, Зоран Соларовски. Сега ние треба изгледа да направиме на пауза и да се договориме по кои наредби ќе работиме. По првите наредби или по вторите наредби. Или да видиме, ако ги спојуваме наредбите, дали тоа ќе можеме да го направиме. Заради тоа што е истото кривично дело по член 161 став 1 од кривичниот законник и истражниот судија, еве овдека, не напишал член 144 став 1 од Законот за кривична постапка. Што тоа е негова право. Значи, тука треба да ги расчистиме работите дека не се исти судии, а денеска добиениот материјал е од еден судија. Тоа е првиот проблем по мене. Што треба да го расчистиме, дали ќе видиме со судиите, со председателот на судот, нешто мора да се види, затоа што имаме 4 наредби. Сега ќе дискутирам по однос на писмото кое што нас ни е
битно, односно доставено до нас од Општинската изборна комисија, подпишано од председателот и сите членови. Писмото има предмет на содржина барање согласност. Општинската изборна комисија, според законот, знаејќи дека Државната изборна комисија е повисок орган и одговара и односно дава мислења за незината работа и помага, доставила писмено барање за согласност, каде што бара да од трите избирачки места, да не ги читам исто броевите на избирачките места, да и се дади да извршат увид, односно, вика, одземање на избирачкиот список. Заради тоа што се повикува на наредбите, каде што пишува дека во секоја наредба има по тројца лица кои што живеат на иста, гледам, адреса, да се види дека постои сомнение заради злоупотреба на кривично дело, злоупотреба на избирачко право. Се согласувам дека судот при носењето на своите одлуки е неприкосновен кога се држи според законот и не сакам да ја ценам работата на судијата, дали била законите или не. Има органи кои што ќе решават таа нивна стручност и дали работеле по закон, но судот донел наредба со која што само бара да изврши увид и одземање на избирачкиот список. Овдека прашање треба да се договориме. Дали ние ќе дозволиме, односно ќе дадиме укажување на Општинската изборна комисија во просториите на Општинската изборна комисија, во состав на целокупната Општинска комисија, во состав на представниците на политичките партии и истражниот судија, ќе се изврши увид во списокот избирачки на местата каде што се наведени овие лица. Значи, точно лицата кои што се наведени по наредбата. Инаку, целиот список по мене, значи, земање на предметен материјал и за сите избирачи на тоа избирачко место, кое што, впрочем, е и тајна, дел кој што не треба да биде обелоденет, односно не е предмет нити на испитување на истражниот судија. Одземањето, вториот збор, што го бара судијата, тоа значи да ги земи негде да ги носи. Дали во таков случај ќе дозволиме да ги земи фотокопијата на листот, каде што се овие лица, и судијата да си ја врши работата по која што има пријава или некое барање за предистражни мерки, да ги утврдува. Тоа требаме ние тука во комисијата да одлучиме што ќе дадиме за набарањето за согласност на Општинската изборна комисија. Инаку, сакам да кажам дека не го заобиколувам и досега законот и законитоста на работењето на оваа изборна комисија, дека согласно член 37 став 4 во точката 3 кажува дека Општинската изборна комисија убаво го чува изборниот материјал од локалните избори. Значи, го чува, значи грижливо и одговорно, и сите ние знаеме како го донесовме тој избирачки материјал со асистенција на полиција, како дадовме наредба да полиција го чува местото каде што е избирачкиот материјал и довербив и недовербив, и дека за цело време додека постои избирачкиот процес, се уште не сме ни завршени, ние што сме го завршиле само гласањето, дека тој треба да ги чува на содржите на Општинската изборна комисија. По мене, предмет на расправа треба да бидат овие термини, дали да изврши увид или да изврши одземање, дали тоа да биде во просториите на Општинската изборна комисија, во чијот место, и дали, доколку бара да има во писмена форма, да бидат фотокопирани само делот кој што е предмет на кривичното дело на лицето за кој што постои предмет заведен во судот. Да не ги читам повторно под 3 број од 9.4.2013 година. Се друго, спомена, би било спротивно на наредбата, кое што во овој момент или издадено од суд, сакам да ја прочитувам, и да не излегува наклад од неја, заради тоа што би можеле ние да одговараме за сите други лица кои што ќе бидат
анализирани и гледани како кога гласале подписи и така натаму. Сега предметна расправа по трите наредби се 9 лица за кои што само можеме да дадеме одрукање да се изврши